Три компании во косопствеништво на Заеви должат 1,5 милиони евра на државата за неплатени даноци. Директорката на УЈП станува десна рака во партијата на Заев. Заеви, оние во владата на режимот, најавуваат зголемување на даноците кон граѓаните. Да ги поставам овие три работи накусо за сликата да биде појасна. Фирми на Заеви должат данок и нема санкции кон нив. Таа што треба да ги казнува добива најблиска функција до Заев, а сега сака да ги качат даноците кон сите, односно кон сите оние кои што плаќаат данок и ако не платат, им се закануваат извршители. Почитувани, на листата на должници за данок се фирмите каде што Заеви се јавуваат како косопственици, а вкупниот долг од само три фирми е речиси 1,5 милиони евра. И секоја година на листата на УЈП за неплаќачи на данок се појавуваат фирми на Заеви. Сања Лукаревска, директорката на УЈП, добива втора функција во партијата на Заев. И денеска ќе ги набројам овие три компании. Дравас инженеринг, вкупен долг 41.325.000 денари, Сара инженеринг, вкупен долг 33.811.000 денари, Сара Јавор инженеринг со вкупен долг од 16.204.000 денари кон државата. Вкупно 91.340.000 денари или над 1.485.000 евра долг на само три фирми каде што косопственици се Заеви, долг кон државата за данок. Почитувани, Зоран Заев треба да одговори дали фирмите во кои што директно учество имаат Заеви со неплаќањето данок не ја стимулираат сивата економија и даночната евазија во државата, но и дали поставувањето на Сања Лукаревска на партиска функција е поврзано со тивкото премолчување за долгот на овие фирми кон државата. Истовремено, Сања Лукаревска, директорката на УЈП, треба да одговори дали примерите со неплаќањето на данок на фирмите на Заеви, со тоа не се упатува порака за неказнивост и порака за селективност на работата на УЈП. Почитувани, никој не е должен да го враќа долгот на неплаќачите, ниту да затвара дупки во буџетот заради ненаплатени даноци од фирмите на Заеви. Покачувањето на данокот нема да помогне ниту во сузбивањето на сивата економија, ниту во надминувањето на даночната евазија, се додека фирмите во кои што се споменува звучното презиме Заев се нередовни плаќачи на данок. Ви благодарам. Дозволете ми да дадам коментар побаран од медиумите и запишувањата на медиуми на португалски јазик, дека клучниот човек во трговијата со кокаин од Бразил кон Европа, европскиот континент и врската со италијанската мафија, но и за како одговорен за внес на над 8 тони кокаин во Европа од јужноамериканскиот континент, има македонски пасош. Почитувани, ако за Седат Пекер се чудевте како е можно тој да има врска со некој од работниците на шалтерските работници во МВР, оние што фотографираат во пасошко, еве сега власта нека одговори како првиот човек на италијанската мафија во јужноамериканската држава Бразил и човек одговорен за контактите помеѓу јужноамериканските мафии и мафиите во Европа, италијанската мафија, човекот кој што е одговорен во неколку години за внес на над 8 тони кокаин од Јужна Америка во Европа, човек кој што го бараат и во Бразил, и во Италија, и во други европски земји, има македонски пасош и македонска лична карта, која што според пишувањето е фалсификат, но е направена врз основа на легално издадениот пасош тука во Македонија. МВР на Оливер Спасовски, но и владата на Зоран Заев мора да престане со таа реторика дека случајот е затворен затоа што неколку мина од пасошко ја презеле вината за да главните во оваа мафија бидат се уште на слобода и се уште да се дел од власта, бидејќи вакви белосветски трговци со наркотици, вакви белосветски мафијаши никогаш не работат со чиновници, туку работат со луѓе на функции. Ви благодарам.